На неколку дена пред првиот круг од локалните избори разговараме со Зоран Тодоров, кандидат за градоначалник на Кочани, поддржан од група избирачи за живот во Кочани. Здраво. Здраво. Тодоров, што беше тоа што мотивираше да се кандидирате за градоначалник, имајќи предвид дека во денешно време младите се повеќе се обидуваат да ја напуштат државата наместо да останат овде, а вие се определивте дури и за слободен за живот во Кочани? Па не само младите, и малку постарите размислуваат да го напуштат Кочани, и тоа е едно од мотивите зашто се нафатив на да кажем оваа работа, е да ги спречиме тоа да се случи. За да спречиме младите и постарите да се иселуваат од Кочани, ние треба да направиме услови за живот достојни, а можеби и подобри од некои други градови во Македонија. Бидејќи освен иселување во другите држави, имаме и интерно раселување, посебно према главниот град Скопје, а најголема причина за тоа е немањето на основни услови за живот во Кочани. Кој е најглавниот мотив, односно приоритет, кој што го видовте во вашата програма, го понудивте на граѓаните и ќе биде носечки, би рекол, во наредниот 4 годишен мандат? Вака, во програмата не го ставивме тоа што е основно човеково право, а кое мора да функционира и кој е еден од мотивите зашто би сакал да се занимавам со функцијата градоначалник, тоа е да бидам градоначалник на општина Кочани, тоа е да ја направиме општината функционална. Секој човек мора да има пиечка вода, канализација, пат до своето живеалиште, и тоа не треба да се третира како некоја голема кампањска програма, туку како основа за живот во Кочани. Тоа ќе гледаме да го правиме перманентно, не само предизборен, да биде предизборно ветување, туку тоа треба да биде нормален начин на функционирање на комуналното предпријатие, кој во овој момент е во дисфункција. Ние сакаме сите општински институции да ги ставиме во функција на еден начин на кој што функционира секој нормално предпријатие. Да ги замолам сите граѓани кои работат таму и во секоја државна институција, едноставно да дадеме повеќе од себе, да почнеме да функционираме како една компанија, за да може градот веќе да заличи на град, а не како што сега тонеме перманентно. Колку претходните ваши активности како активист, особено залагајќи се за здрава животна средина, ви помогна луѓето да ве препознаат токму во овој предизборен период? Па да, многу ми помогна, бидејќи јас до сега ангажирајќи се преку граѓанските здруженија, имам исконтактирано илјадници луѓе во Кочани. Некои ги знаат акциите, некои не ги знаат акциите за кои сме ги правеле со нашите пријатели, но тоа беше се со една цел да помогнеме на граѓаните на Кочани од тој аспект. Свативме дека доколку не се лично вмешаме во институциите, каде што на крајот и се решаваат судбините на кочанчани, ние не можеме да донесеме подобар живот во Кочани до тој степен на кој што очекуваме. Тоа што го правиме сега со граѓанските здруженија ќе продолжи, тоа нема да се опре. Но сакаме, ако можеме, да влеземе во институциите и да направиме и таму мала реформа, и заедно со тие луѓе, и заедно со нашите конекции, заедно со нашите идеи, можеби со нивните идеи, да го направиме Кочани подобро место за живење. Впечаток е, гледајќи вашата програма, дека главно давате, би рекол, приоритет, главна улога токму на екологијата, здравата животна средина. Ми се чини дека над 70% од она што го нудите е поврзано со оваа дејност. Да, екологијата јас го гледам и како дел од здравството. Доколку немаме чиста животна средина, доколку младите уште од мали нози, да кажам, не живеат во една убава средина и чиста, не можеме да очекуваме потоа да бидеме и здрави луѓе. Затоа посветивме доста од програмата за екологија и тоа го правевме порано и со граѓанските здруженија. Од да кажам сопирањето на загадувањето од пепермил до решавање на депонијата, и подоцна до решавање на проблемите како што се грејењето на дрва, филтри на оџаците и се иновативни решенија кои еве Кина веќе масовно ги инсталира, до намалување на возила во централното градско подрачје со велосипедски патики, со да кажеме еден градски превоз кој ќе биде еколошки, и се доколку ги спроведеме сите овие мерки кои ги имаме, ние очекуваме да загадувањето биде помало за 70% во рок од 3 години. И уште еден впечаток од она што го нудите е дека како да сте насочени малку повеќе кон младите. Да. Во делот на спортот, рекреацијата, забавата, да.
како во втор план да ги оставате повозрастната група граѓани? Не е точно, зашто затоа што ние кога е во прашање, например, на секоја дебата до сегашна, ние го спомнуваме старечкиот дом кој веќе е зацртан и кој е регионален. Значи тој со својот капацитет нема да може да ги обслужи сите постари граѓани на општина Кочани и знаејќи ја демографската слика во моментов, тоа се многу луѓе на кои ќе им треба сместување во дом. Ние ќе направиме услови да има уште 3 старечки домови кои ќе бидат комерцијални како во сите градови во Македонија и така да кочанчани ќе бидат безбедни во тој дел, знаејќи дека повеќето него голем дел од нашите граѓани, нивните деца се заминени во странство и тоа ќе биде многу голема помош за постарите кочанчани. За постарите кочанчани, тоа е за пензионерите, имаме цела програма за нивниот и социјален живот, бидејќи одењето во пензија не значи дека тие не треба веќе да допринесуваат во општеството, напротив, нивното искуство и мудрост ќе сакаме да го преземеме и да ги вклучиме да ни дадат насоки и нивно мислење што треба да направиме во тој дел за нив. Ние воопшто бараме решенија од граѓаните назад, не од општината кон граѓаните. Ние можеби нудиме идеи, иновативни работи кои ги дознаваме на секаде низ светот преку нашите патувања, познанства или акции, но многу сакаме да слушнеме што граѓаните мислат за општината и што општината може да направи за нив. За да направиме таа една врста на нов канал на комуникација, затоа и го внесовме тој проект Дигитална општина Кочани, кој ќе може многу полесно граѓаните да ги своите проблеми изнесат пред општината на Кочани, а Кочани да може да ги следи секој досие, да кажеме и случај посебно, за да знаеме каде закочуваат предметите и да имаме една врста на перманентно, како да кажам, перманентно враќање и одговори на секој проблем кој кочанчани го имат. Тоа е едно од проектите кои ги имаме зацртано. За постарите исто така бараме, затоа и нашето залагање да здравството дојде на повисоко ниво, иако не е во наша надлежност здравството, ние секако во корелација со владата на Република Македонија ќе бараме досегашната пракса, а тоа е намалувањето на оделенијата или кадровата опременост на нашата болница да се промени, а ние им обеќаме дека ќе донесеме преку донации и странски фондации многу опрема во нашата болница. Значи тоа не може да го направи ни само владата, ни само општината, туку здружено и затоа нашата парола на почетокот на кампањата со пружена рака кон сите ќе ја задржиме до крај и подоцна кога ќе дојдем на позиција градоначалник, секако ќе продолжам во тој правец. Бидејќи мислам дека на кочанчани му треба единство. Не зборам само за позицијата, зборам и за опозицијата. Има прекрасни луѓе во сите партии и тие луѓе сите ни требаат до еден. Се помалку сме и затоа мораме да ги бираме најдобрите луѓе за најдобрите позиции. Доколку сакаме да го спречиме силувањето и на младите и на постарите. Во програмата може да се забележи дел од проектите што биле нудени и во изминатите предизборни кампањи, не само изминатите 4 години, туку би рекол дури и повеќе. Пред повеќе од една деценија, градски базен, развој на туризам на Пониква и така натаму. Да. Затоа не ги ставивме во првиот ред, да кажам, на нашите проекти, заради тоа што мислиме дека граѓаните веќе им е смачено од обеќање за исти проекти кои веќе 16, можеби 20 години се провајуваат низ сите програми, а до сега не се реализирани. Секако дека и во нашата програма и во нашето, да кажам, функционирање во иднина, тие ќе бидат во фокусот за решавање и тоа и мислам дека ние веќе некои решенија имаме и веќе работиме на одредени сегменти, како што е, например, како и на кој начин и како е најдобро може да се користи термалната вода. Потоа можете да видите дека имаме Смарт Арена, тоа е врзано со спортот и со стадионот кој сите го спомнуваат во кампањата, а за базентот тоа е во склоп на овој проект. Значи мораме да имаме базен во кој ќе може и рекреативно луѓето да се занимаваат, да кажам, со пливање, но тој да биде и дел од физичкото воспитување во образованието во Кочани. Затоа ни е потребно да го затвориме базентот. Ние имаме и финансиска конструкција колку тоа би чинело и имаме веќе и компании кои сакаат да дадат дел од себе за да овој проект го завршиме. Но доколку ние тоа го спомнуваме сега, ќе биде базентот, мислам дека ќе биде исти како другите. И затоа ги избегнувам темите да бидат топ приоритет, но да знаете дека решение има. Во термалната вода може да се користи на 9 начини. Сме имале контакти со словенците и со словаците, кои даваат своји идеи за решавање
на оваа работа и туризмот исто така е поврзан со топлата вода, како банјски туризам, но не е само тој, овде треба да имаме и рурален туризам, гастрономски туризам, треба да имаме развој на Пониква, на Султан Тепе, на патиштата кои се наоѓаат помеѓу селата, кои се уште живеат, се наоѓаат во планинскиот дел према Крушка. Тоа е исто потребно и за развој на пчеларството. Значи тоа е се поврзано едно со друго. Инфраструктурата е поврзана и со туризмот, и со развој на пчеларството, земјоделството во планините, сточарството, направењето на фарми, например, за здрава храна, екофарми. За сето тоа постојат фондови во Европската унија кои ние до сега ги немаме искористено. Исто така забележуваме во последниве години дека има проба на враќање на наши луѓе кои се од странство за да донесат некои иновативни решенија во таа област, но заради тоа што немале слух во институциите кај нас и немале поддршка, тие едноставно се демотивираат. Ние тоа ќе го промениме драстично. Тие ќе ни бидат партнери, а нема да ни бидат само клиенти. Како сите кандидати да се концентрираат на градот, населените места ми се чини како да се подзаборавени, иако можеби ги посетувате, меѓутоа не е видливо барем јавно дека нешто ќе работи таму. Затоа, чекајќи, мислеме, за да не се повторуваме, пошто бидејќи гледам дека сите кандидати ги повтараат сите работи кои излезат на една пресконференција, ние вчера, чекајќи дека некој ќе зборува за руралните средини, видовме дека за руралните средини немаше скоро ништо. Затоа ние направивме на пресконференција во која ги офативме само руралните средини. Ги офативме низинските и планинските села. За низинските села нотирани се најголеми забелешки се превозот кои се за Горниот Долни Подлог, за Грдовци, за Мојанци, за Прибачево, за Долниот, бидејќи нема добра поврзаност ни преку ден, ниту па ноќе, бидејќи ние бараме од децата да доаѓаат во Кочин, да имаме фреквенција, а од друга страна не им даваме начин како да дојдат до градот безбедно, да се забавуваат ваму и да се вратат пак со некаков си градски превоз, да не мора да возат или да се групираат или да плаќаат такси многу поскапо од другите. Доколку тоа го прават, тога во тој случај се дискриминирани и не се на исто ниво како со младите кои се овде. Ние мораме да направиме еднакви услови за живот. Словенскиот модел на развој на селото треба да ни биде приоритет. Нашите села треба да бидат атрактивни за преселување на луѓето од градот во село, а не да како што сега имаме тенденцијата сите да се укрупнуваме и да доаѓаме во центарот на градот. Тоа е само превозот. Треба да имаме заштита од поплави, треба да имаме канализационен организиран систем, треба сите да имат пиечка вода. Пак кажав, тоа не е дел од проектот, туку тоа е нормален процес при развој на општина и на комуналното предпријатие. И за тоа ќе го правиме без разлика дали тоа стои во програмата или не стои, затоа што доколку ова сега следи овој цел процес што ние сега зборуваме во предизборната кампања некој од надвор и ние сега збориме за шахти, мислам дека ќе не гледаат со многу подруги очи. Затоа не би сакал тие работи да бидат централна тема, бидејќи тоа е еден нормален развој. Меѓу другото, тие луѓе во руралните средини треба да имаат исти можности и за спорт, треба да имаат исти можности и за социјален живот, треба да имаат стимулирање за производство во земјоделието, да младите земјоделски семејства имаат одредени повластици за да можат да останат на село, да имаат реален откуп на нивните производи, да бидат стимулирани за да произведуваат што повеќе и повеќе. Сточарството и сточниот фонд е паднат многу, да не кажам дека веќе во фаза на исчезнување, ние тоа мораме да го вратиме. Зошто мораме да го вратиме? Затоа што производството на храна, кое тие го прават во руралните средини, е основа за преживување на луѓето кои се во градските средини. Тоа е за низинските села. Во планинските села, освен што треба да го стимулираме развојот на земјоделието кое што е можно таму, например, дали е тоа воштарството. Сточарството е обавезно во тој дел, развојот на туризмот, бидејќи неразвивањето на селата до сега ги прават селата атрактивни за рурален туризам, бидејќи странските туристи барат баш тоа, да видат автентични села, а не нови села изградени во стар стил. Ние тоа го имаме во изобилие и треба да го искористиме максимум. Затоа ние можеме да земеме школа, да кажам, или да се угледаме на некои соседни земји, како што се Бугарија и Србија, кои тоа го имаат развивано на уште повисок ниво. На ниво во кој им го нудат на странски агенции и пензијски фондови
преселување на пензионери од другите земји, каде што со тие пензии би живееле таму нормално, овде би живееле многу поубаво, бидејќи доколку се реализираат нашите проекти, ќе имаат и чиста животна средина, ќе имаат и добро здравствено, ќе бидат покриени и ќе имаат еден, да кажем, интересен живот во Македонија и во Кочани, бидејќи Кочани има богатства кои тие ги гледаат, а ние за жал не ги ниту гледаме, ниту ги вреднуваме на начин на кој што треба. И сега малку околу можностите, сето ова што вие го имате зацртано, јако можеби нема се да спомнеме, меѓутоа граѓаните ќе можат, доколку се интересираат, да ја прочитаат вашата програма. Како целто ова да се isfinansira, имајќи предвид дека се потребни финансиски средства, буџетот на општината е ограничен, во вакви услови, во какви што е економијата, можеби и повеќе од ограничен. Очекувате ли поддршка можеби од централната власт, со оглед што вие сте независен и вашата листа е независна, а централната власт е партиска, би рекол? Очекувам абсолютно поддршка од централната власт. Очекувам поддршка и од опозиционите советници во нашиот град. Очекувам поддршка бидејќи јас верувам во добрите намери на сите луѓе да Кочани го вратиме на вистинскиот пат. Бидејќи доколку се не очекуваме, ја не гледам како ние ќе се обединиме и ќе направиме Кочани да биде едно. Значи Кочани мора да биде да се вратиме на пак кажам се вратиме, затоа што ние очигледно дека за овие 30 години имаме изгубено не само финансиски и економски, туку и етички норми кои порано ги имале, сега ги немаме. Значи ние треба да појдеме од добрата намера од сите кандидати, од сите страни и ние на тој начин се однесуваме. Подадената рака, јас сум сигурен дека централната власт ќе ја прифати, бидејќи немаме ништо против да соработуваме со било кого. Така да тоа не е одговор на прашањата од каде пари за сето ова. Не треба само централната власт да не финансира, бидејќи во Македонија има и други градови. Тие треба да не кофинансираат во одредени проекти за развој на Кочани. Дел ќе дадеме и ние со зголемување на буџетот, за тоа постојат повеќе начини, иако до сега никој не зборуваше за тоа како ќе го зголеми буџетот, туку сите зборуваа како ќе го подалат буџетот. Тоа е сосема друга тема и ќе ни одземе многу време, бидејќи ќе навлеземе во економскиот сектор кој мислам дека ќе им биде малку досаден за гледачите и затоа ќе го прескокнам, но освен нашиот буџет и централниот буџет има фондови и од Европската унија, но и други фондови кои во моментов не се нити искористени, нити некој побарал од нив да дадат, да кажем, свој допринос за развој на Кочани. Солидарноста која сега во моментот ја имаме во многу земји во светот, во Европа, ние треба да ја искористиме токму при правење на проекти за задржување на младите тука и за, да кажем, абсорбирање на лошата енергија која во моментот ја има од низ причини што се случија во Кочани. Сега малку конкретно околу вашата листа и вашата кандидатура, можеби младите гледачи не се сеќаваат, меѓутоа вие не сте и без претходно политичко искуство. Се сеќавам дека пред деценија, можеби 2, имавте еден обид за влез во политиката, додуша неуспешен, можеби, меѓутоа сепак тоа беше прво калење и дали тогашното искуство ви помогна сега и ви помага? Па да. Тогаш можеби сум имал повеќе ентузијазам, а помалку знаење, сега имам повеќе знаење и поголем ентузијазам. Затоа не е проблем. Тоа беше кога јас бев 21 година и бев најмлад кандидат за пратеник тогаш во цела Македонија. И тогашните говори и сегашните се исти во смисла на намерата за развој на Кочани и на Македонија во прав правец. Јас тој пат не го менувам, ниту размислувањата, ниту моите идеолошки размислувања дека патриотизмот кон Кочани и кон Македонија е нешто, едно врвен осеќај кој никогаш нема да го сменам. Дали тоа ќе биде или ќе се реализира на еден начин или на друг начин, тоа е нешто сосема друго, бидејќи се развива општеството во одреден правец и мора да ги следиме како политиките во Македонија, така и политиките околу Македонија, политиките и во светот, за да можеме и Кочани да го внесеме во еден глобален систем за развој. За да тоа се случи прво и основно за секој човек, дали на 20 години или на 46 колку што сега имам, тоа е љубовта кон градот, љубовта кон татковината, а се друго е знаење. Обично патриотизмот се поврзува со демохристијанските вредности и припадност кон одредена политичка определба. Дали се чувствувате токму таков или затоа што во јавноста ве опишуваат како човек кој што свртува малку кон десно? Дали се гледате така или сепак сте либерални во некои погледи?
Либерален сум, освен само во тоа дека сум многу транспарентен. Точно е дека сум конзервативен. Јас сум за семените вредности да бидат на пиедесталот и некои нови тенденции кои ни се нудат, дали тоа од нашите пријатели од Запад или од друго место, не ми се прифатливи. Јас исто така учествувам и со еден од основачите на Воскресение, кој да кажам, баш ги поддржува тие традиционални вредности и тоа не го кријам и тоа го потенцирам и не го менувам. Тоа се ставовите кои ги имам и ќе ги држам до крај. Едноставно тоа не значи дека јас нема да сослушам било кој друг. Не. Секој е различно, се само богатство во едно општество. Но како ќе се развива општеството, јас имам право да кажам мое мислење, како што и другата страна има да каже свое мислење, па ќе ги соочиме. Јас ве уверувам дека со аргументи ќе победи мислењето дека ние мораме да имаме етички вредности, етички кодекс и да имаме промена во размислувањето пред се на нашите лидери, кои се лидери кога кажам, мислам на било кој функционер на било која позиција, да има малку повисоки етички норми, тогаш немате да се секирате, мислам дека општеството е на прав пат. Во делот на составувањето на кандидатската листа за советници, имаше ли проблеми, лесно ли најдовте кандидати, различни од различни возрасти, различни етнички припадности? Да. Како одеше тоа? Целата работа како го гледате советот. Јас советот го гледам како огледало на општеството. И затоа и сакавме да биде од сите категории на луѓе да имаме застапеност. Може би некаде сме погодили, може би некаде сме промашили. Никој не е безгрешен. Тој што ќе каже дека е безгрешен, тој ве лаже и тој ви дава лажни обидувања. Но затоа и постои советот. Кога ќе ги соочиме таму нашите аргументи и добрата волја, за која ја верувам дека секој советник во општина Кочани кога ќе влезе ќе ја има, тогаш нема да имаме проблем. Разноликоста не е мана, разноликоста е богатство. Тоа го покажуваат развиените земји како што се Канада, Америка и било која друга земја кои сега ни се узор за развој. Таму е разноликоста е да кажеме еден предност, а не мана. Така и ние треба да го гледаме. Затоа советот не треба да биде составен само од една категорија на луѓе или само од луѓе што работат одредена дејност, бидејќи ако тоа се луѓе од економијата, тогаш ќе имаме економски совет. Ако се луѓе од здравството, ќе имаме совет на доктори. На нас не ни треба тоа. На нас ни треба огледало на општеството. Тие треба да бидат vox populi, гласот на народот. На што се должи според вас тукавата голема понуда, 6 мина кандидати за градоначалници, 9 кандидатски листи за советници? Кочани не памти одамна дека толкова понуда можело да има. Да. На почетокот кога зборевме за изборите, кога разговараа сите, не само ние, туку и партиите и другите независни, збореа дека никој нема да се нафати да биде кандидат за градоначалник сега на Кочани. Зборам од партиите или зборам од некој, но едноставно го променија мислењето во текот на тие неколку месеци и тоа е дел од, да кажем, плурализмот. Имат право да размислуваат на свој начин, но само народот може да одлучи како треба да биде и кој треба да биде. Затоа апелирам луѓето да се ослободат од стегите на некакви, да кажем, притисоци или можеби понекогаш и некои своји идеолошки норми треба да ги погазат кога е во прашање развојот на Кочани. Јас некогаш ќе бидам погрешно сватен, можеби ќе имам некои грешки и ги замолувам сите да ми ги посочат и да кажат дека грешам во некои сегменти и јас тоа ќе го поправам. Значи егото треба да го симнеме на пониско ниво и да разговараме. Разговорот е решение за се. Ваквата понуда на кандидати за градоначалници пред се, затоа што се знае дека уште во првиот круг ќе се добие распоредот во советот, понудата на голем број градоначалници, односно 6 мина, неминовно или барем веројатно води кон тоа дека ќе има и втор круг. Кого би сакале да го имате како политички противник во вториот круг? Би сакале да го имаме тој што има втор, што е втор и ќе биде после мене на листата и кој народот ќе го избере дека треба да биде вториот кандидат за вториот круг. Кој да е, јас ќе му посакам и на него среќа и се надевам дека ги соочиме нашите проекти, размислувања, се за доброто на Кочани, а народот ќе одлучи кој треба да победи. Дали 4-годишен мандат би ви бил доволен да ги реализирате овие понудени проекти или можеби би го барали и понатаму мандатот?
За некои проекти кои овде се зацртани не треба 4-годишен, туку и 2-годишен мандат, бидејќи многу од тие проекти се во организациона смисла решливи. Не треба многу финансии. За некои треба да се зацртаат патиштата за развој, за иднина, за тоа и треба втор мандат. Но пак ќе кажам, доколку ние сите тогаш во Советот донесеме сложно и го зацртаме патот за развој на Кочани, без разлика кој ќе дојде после 4 години, ако му посакува добро на Кочани, не е проблем да ги реализира програмите до крај и тогаш ние ќе ги уживаме благодетите на Кочани и нема да имаме потреба да размислуваме кој ќе биде градоначалник. Тоа можеби доколку успееме да го направиме, дали има потреба втор мандат или не, ќе видиме во текот на првиот. Можно ли е да се заврши сета работа во прв круг? Граѓаните знаат најдобро. Јас оставам на нивна совест. Тие се многу интелигентни. Не го подценувајте народот. Тој знае и тој ќе одлучи кој има капацитет и кој треба да го води овој народ во следните 4 години. В недела се гласа на 19 и да разговараме во една поинаква атмосфера, можеби потоа. Се надевам. И кога се медиумите упрашање, ќе имаме посебна програма кога се во прашање медиумите и да кажем канал за комуникација, не само кога се кампањите, туку треба перманентно со нив да имаме разговор за да можеме да знаеме што тие размислуваат, кои се проблемите кои тие, бидејќи секојдневно се гледаат со народот, ги посочуваат кон градоначалникот или кон Советот и треба да имаат поинаков третман, во смисла да имаат развој, затоа што без медиуми не можеме да очекуваме дека ќе имаме демократија. Благодарам. Благодарам за поканата.